Добро вечер и добро ни дојдовте во ова издание на емисијата Тунел. Околу нас живеат многу луѓе кои тивко и скромно си го живеат животот со она што природата и се разбира животот самиот можеби им го наложил да го живеат во нивното секојдневие. Така нечујно што се вели и скромно се борат со секојдневието и се соочуваат со нивната реалност. Пример, не знам колкумина од вас слушнали и знаат воопшто што е тоа цистична фиброза. Токму на оваа тема зборуваме вечерва да разјасниме одредени мистерии околу истото заболување, како се живее со истото и се разбира како поинаку ние да гледаме на овие луѓе и немајки ги на самиот почеток, нели можеби потребните информации, токму кога цистичната фиброза е во прашање. Тие живеат среќно и се разбира го живеат секојдневието, а за повеќе информации на темата вечерва со моите ценети гости. Ќе поканам професор доктор овде со нас Стојка Фустич. Добро вечер, добро ни дојдовте. Ивана Атанасовска, добро вечер и за вас. Повелете. Снежана Бојчин е со нас вечерва, добро вечер и за вас. Никола Ризанковски, добро вечер, повелете, и Снежана Димовска, добро вечер и за вас. Бројни гости ценети. Отвараме една тема која реков е присутна, овде дел е од нас, ја живееме во секојдневието, вие конкретно секој на свој начин со својата приказна, а луѓето мислам дека многу малку знаат за истата или едноставно не се доволно информирани. Затоа овде ќе ја посочам пред се докторката која има за задача веднаш во воведот да ни подобјасни подетално за што всушност станува збор, бидејќи пак ќе речам, од она што и како фидбек од околината го добив, дека генерално луѓето и не знаат за што станува збор. Значи, цистичната фиброза е наследна болест, што значи дека пациентите, децата се раѓаат со таа болест. Тие ги наследуваат изменетите, мутираните гени од двајцата родители, кои се потполно асимптоматски носители на болеста. Така да било кој од нас може да носи одредени изменети гени за кои не сме свесни. Во случајов на болеста и двајцата партнери се носители на болеста, инаку носителството на генот за цистична фиброза во општата популација е доста високо, 1 на 20-25 луѓе го носат изменетиот мутираниот ген за болеста, така наречен CFTR ген. Во случајов на цистична фиброза, значи обата партнери се носители, така да тие се со ризик од раѓање на дете болно со цистична фиброза, ако плодот ги наследи изменетите гени од двајцата родители. Значи, детето се раѓа со таа болест. Што е во основа, мислам, што е базичниот дефект на болеста? Значи, тој ген е одговорен за синтеза на еден протеин кој представува хлорен канал во апикалната мембрана на епителните клетки на многу органи, така да недостаточната функција на овој канал доведува до изменети транспортни процеси на сол и вода низ клеточната мембрана, што има за последица создавање на густи, вискозни секрети во засегнатите органи. Значи, повеќе органи се засегнати, меѓутоа мајорни органи кои се зафатени од болеста и кои се доминантни со симптоматологија, така и овие пациенти, е недостаточната функција на панкреасот поради запушување на каналите на панкреасот и хроничната белодробна болест која се јавува како резултат на нарушено чистење на нарушен клиренс на секретите од белодробието, бидејќи тие се повискозни, погусти и имаат склоност, значи, да заостануваат во дишните патишта. Така да во основа на болеста се рецидивантни респираторни инфекции, потоа нарушено варење на храната како последица на недостаточна функција на панкреасот и како последица на тоа заостанување во растот. Тоа се најчестите симптоми. Можеме да откриеме во која најрана возраст? Дали при самото раѓање или подоцна? Болеста може да се манифестира уште кај новородено. Прв симптом е, например, кај меконијален илиус, кој се јавува кај околу 10% од пациентите. Тоа значи уште новороденото, уште првиот, вториот ден после раѓање не ја исфрла првата столица. Значи, појавата на овој симптом треба секогаш да му укаже на докторот дека ова бебе, ова дете треба да се испита во насока дали има цистична фиброза. Уште во новороденечкиот период може да се јават симптоми како ненапредување, продолжена жолтица, една холестатска жолтица,
може да се јават рани респираторни инфекции, продолжени пнеумонии, например тврдокорни за лекување. Меѓутоа, не кај сите пациенти манифестациите се јавуваат во раната возраст. Кај најголем дел од болните, симптомите се веќе во доенечката возраст и треба да се препознаат. Меѓутоа, денеска се повеќе се опишуваат случаи на болеста кои се диагностицираат и во адултна доба. Значи, тоа е карактеристично за болеста, голема варијабилност во клиничката манифестација, голема, значи, еден со еден пациент не е ист, значи, тежината на болеста е многу варијабилна. На тоа секако влијаат и различните мутации. Денеска се опишани над 1800 мутации во генот кои имаат различни последици во смисла на синтеза и транспорт на протеинот, така да, меѓутоа, денес за секоја и пациенти со исти мутации имаат многу различна клиничка слика. Значи, влијаат одредени модифицирачки гени, одредени надворешни фактори, тука секако го вклучувам третманот, навремениот третман и слично. Значи, она што на почетокот, ќе го исклучиме секако и ќе го расчистиме дека не се работи за заразна болест, дека се работи за генетска болест. Да, и тоа треба како дилема да го расчистиме, бидејќи во периодов и се јави некако како од непознавање на работите, како информација, односно погрешна информација, нели, медиумски пласирана до страна на популацијата, која беше практично збунета од информациите кои беа добиени и практично се направи голема дезинформираност токму околу цистичната фиброза. И многу малку ќе зборуваме, но би сакала еве и да ви дадам можност со своите лични приказни ни посочите за тоа како е да се живее со цистична фиброза. Гледам пред мене убави насмеани лица, кои реков од аспект на член во семејството со цистична фиброза, кој од лично доживување на истата. Ивана, вие кога првпат дознавте дека ја имате, кога се соочивте со информацијата цистична фиброза? Па, моите родители разбрале на мои 2 месеци. И со текот на времето како јас растев, ме припрема. Знаете како, не може цела информација одеднаш да се даде на мало дете. Сигурно, на мало дете. И не може секој да разбери исто. Со тек на време, јас прво научив дека треба да земам ензими со секоја храна, како другите деца, што не прават. Дека треба да имам физикална терапија секој ден, дека треба да примам инхалацијска терапија, инхалациона. И мислам дека најмногу се судрив со болеста во почеток на средно училиште. Тогаш малку се разочарав, бидејќи имав едни поинакви планови за мојата иднина и сите тие некако ми се срушија во еден момент, бидејќи ја разбрав сериозноста на болеста. Тоа ме спречи, да речам, да одберам една друга професија од тоа што имам одбрано сега. Вие сте сега на студии? Да, сега студирам на антропологија. Што сакавте, извинете, вака ви упаќам во зборот, но што сакавте да одберете да студирате? Сакав да студирам глума. Мојата. Да, но и мене ми се забрани. Мене не ми беше забрането, но со оглед на мојата ситуација би било многу тешко заради моите постојани отсуства кои треба да ги имам. На 3-4 месеци примам венска терапија и малку би биле потешки условите. Секако, ова ми беше како еден втори избор исто кој многу го сакам и сум среќна што, одбрав антропологија и сум им благодарни на професорите кои имаат многу разбирање за сите мои недоаѓања на часови. Имавте ли потешкоти, и во тој конкретно, можеби, период кога пубертетот ги зафаќа сите, малку поинаку знаат децата и погрубо и да реагираат на одредени информации и соочување со токму вакви информации од овој тип, дека вие сте навидум ништо поразлични, но односно вашата здравствена состојба е поинаква од нивната и само имате начин на живот кој е поинаков од нивниот или терапиите кои мора во континуитет да ги примате. Друго, пак ќе речем, ништо, фала му на Бога, не ви недостасува. И како беше тој фидбек? Дали имавте потреба или моравте да ја соочите околината, онаа најблиската или во училиште со оваа информација и како одеше тој процес? Вака, кога бев помалечка ми беше малку непријатно да ги земам ензимите, кога требаше да јадам.
и оде во WC да ги примам скришно. Но потоа сватив дека се што е одредена состојба, дека не треба да се крие и не е ништо срамно и страшно. Туку колку побрзо се соочиме со тоа, толку полесен можеме да го направиме нашиот живот и животот на нашите блиски. За среќа имав многу поддршка од моите дома и другарите исто ми се со премногу големо разбирање за мојата состојба. И никогаш до сега сум немала некои потешкоти во тој поглед. Исто така и колегите на факултет. Не ја кријам воопшто мојата состојба. Нормално, не одам со транспарент или... Таман работа, да. Да. Но... Немате ако некој потреба се да се задржувате, ако да, пошироко тоа сакав да речем, за да мојата болест, да, спремна сум да им објаснам какви се работите. Жена, вие се соочивте со цистичната фиброза како мајка на дете кое ја има истата. Во вашето семејство сте воедно и председател на Сдруженијето на лица со цистична фиброза и основач. Да. Како оди вашата приказна? Ние исто така се соочивме со болеста. Се соочивме многу рано, после раѓањето на нашата керкичка, на нашето дете. И се разбира во моментот на диагнозата и после диагнозата, таа беше на возраст од само 3 месеци и до тој момент беше едно за нас, значи беше едно прекрасно, здраво и напредно дете. Таа се роди како крупно бебе. И се разбира, со милион прашања после диагнозата си отидовме дома и посакавме, верувам како што најголемиот дел од родителите посакале, да се сретнеме со некој кој што веќе има дете со цистична фиброза, бидејќи болеста е навистина многу комплексна. Ние никогаш претходно не бевме слушнале за тоа дека постои нешто такво, како што е цистична фиброза со таква комплексност и со таква тежина. А во исто време, кај детето да не даде никакви надворешни симптоми кои би посочувале на една таква сериозна здравствена состојба. Меѓутоа, наидовме на еден отпор, да кажам, на една голема тешкотија, бидејќи ни еден од родителите кои што претходно биле диагностицирани, односно добиле дете со цистична фиброза, не беа подготвени да се сретнат со нас и да ги споделат своите искуства со нас. Сакам да кажам дека во тоа време, навистина, најголемиот дел од родителите се одлучува да ја сокријат болеста поради нејзината тежина и поради фактот дека болеста може да биде сокриена и од пријателите, меѓутоа најголемиот дел од нив дури и од роднините. Бидејќи се соочивме со толку многу прашања, јас морам да кажам, барајќи одговори, се упативме во еден центар многу добар, многу познат, центар за цистична фиброза во една европска земја, каде што, за жал, повторно ни беа кажани истите информации околу болеста, меѓутоа, позитивниот момент тука беше што за прв пат дојдовме во контакт, значи уште на првата средба, ние остваривме контакт не само со докторот за цистична фиброза, не само со екипата која што работи со болните со цистична фиброза, туку и со Сдруженијето како еден составен дел од третманот на болните и поттикнати од тоа веќе во нас и поттикнати од информацијата дека кај нас во тој момент специфичните лекови за оваа болест не беа достапни на болните. Болните беа третирани со она што го имаше во земјата. Ние дојдовме за прв пат на идеја, јас дојдов на идеја да се оформи Сдруженијето и некако после тоа и на иницијатива на професорката која што веќе претходно дури и разговарала со други родители, ме охрабри дека е тоа добра идеја и дека треба да се оди во таа. Сигурно се улеснувате по одредени прашања, нели, проблеми со кои се случуваат овие луѓе. Македонија, се извинувам, нашиот центар влезе во Интернационалната асоциација за цистична фиброза уште 1994 година и јас користев стипендија од тоа здружение за моја едукација, тренинг во одредени центри.
Меѓутоа, немавме подготвени родители, бидејќи здруженијата во основе ги водат родителите, а не докторите, професионалците. Така да, сепак треба да има човек кој е подготвен да истапи отворено, да се бори за правата на пациентите и навистина во Снежана јас видов таков човек. Они беа прво на еден тренинг во Варшава на Здруженијата од Европа, во кој добија одредена едукација за начинот на кој функционираат овие невладини организации и како се изборуваат за своите права. Мене ми беше совршено јасно дека ние како професионалци без поддршка на родителите кои се директно засегнати не можеме да се избориме за она што значи современ третман на болеста. Така да, работејќи заедно, секако постигнуваме многу повеќе во тој поглед. За третманите и малку подоцна, кога веќе родителите ги споменавме, и Снежана овде вечерва со нас како родител на дете со цистична фиброза. Еве, ајде да тргнеме од таму, ќе ми ја кажете и вашата приказна за тоа кога се соочивте со информацијата и ги добивте резултатите, но зошто ете таа задршка од страна пред се на родителите и тој страв да се спомене, бидејќи пак ќе речеме една здравствена тешка состојба, да, но сепак не е нешто ниту срамно, ниту што сте го одбрали на крајот на краиштата, ниту е нечива вина, ако може така да се каже. Природата си налага некои работи кои во животот ќе ни се случат или како ќе се одвиваат, каков ќе биде нивниот тек. И навидум пак ќе речам тие се совршено здрави луѓе кои функционални се во општеството, работат, заработуваат и така натаму. Зошто е таа предрасуда или страв? Многу е тешко родителот да признае самиот на себе дека детето не му е добро. Јас можам лично да посведочам за моето животно искуство. Мене едно дете на 6 месеци ми е починато од истиот проблем. Тоа е мојот син, кој што сега го имам после тоа дете, 21 година, и многу добро и квалитетно живее. Голготата што ја поминуваат родителите и семејствата, многу зависи прво од начинот на кој што болеста е представена, како е восприемале и колку знаат за неа. Кога почина моето прво дете, диагнозата се воспостави после обдукцијата. Не знаев. После тоа, никакви информации за болеста немавме. Колку е таа опасна и како може да оди понатаму состојбата. Кога се роди мојот син, се роди прво и во 8 месец, со други проблеми, меѓутоа понатаму, од кога се воспостави многу брзо, состојбата која што е кажан диагнозата цистична фиброза, за нас беше шок за нашето семејство. Вие не знаете дека сте носители на... Не. Така да тоа беше навистина еден тежок момент, кој што прво треба да го преживеат родителите и семејството, за да бидат спремни понатаму тоа да го пренесат. Фактот што проблемите ги има детето, посебно во една рана возраст, бара многу голем ангажман и психичка сигурност и сила, поддршка од поширокото семејство, секако без помош на болницата и на Центарот за цистична фиброза, кој што работи во склопот и на луѓето кои што се прекрасни, тоа морам да го кажам, зашто без нив, она што ние го правиме како родители, нема да е возможно. Сепак, понатамошниот развој на болеста, како таква, сега многу лесно може да се доведе во една состојба на санација, каде што детето ќе може квалитетно да го живее својот живот. Меѓутоа, со текот на растењето на децата, дел одредени проблеми остануваат можеби назад. Меѓутоа, во моментот кога детето ќе осознае дека е различно од другите деца, тоа представува еден додатен проблем и кај детето и кај родителите. Прилагодувањето, односот, комуникацијата и така натаму. Меѓутоа, можам да сведочам дека како мајка на дете што има цистична фиброза, јас станав многу посилна. И секогаш во моето срце тупти Божјата љубов. Зашто навистина се случува чудо. А според она што значи медицински наод, со состојбата во која што беше и така натаму и што се знае колку е ограничено на времето сега се продолжува животот на овие деца, требаше моето дете да не постои.
Меѓутоа, нема никогаш откажување. Ова е еден апел до сите родители, дека се е возможно, дека љубовта во сите постои и дека она што го носиме сите, како жар, како родители, тоа нема да замре. И се е возможно. Со помош на медикаментозната терапија, со помош на медицинскиот персонал, кој што е прекрасен, и секако со Божјото Слово. Искрена ќе бидам, Божјото Слово е тоа што ми даде сила да чекорам понатаму. И мојот син сега го чита Божјото Слово и Библијата и верувам дека ќе биде уште подобар и ќе сведочи за она како треба да се издржи во една ваква состојба во која што е. Што убаво срочено и кажано, и искрено од срце, мајчински што се вели. Никола, вие ќе си посведочите за вашата животна приказна. Вие сте со цистична фиброза и кога прв пат се соочивте со информацијата, кога можеби вашите родители вие соочија состојбата и кога почнавте да станувате свесен дека само сте поразлични околу грижата за вашето здравје. Сериозна е да состојбата, но треба да сте само одговорни малку повеќе околу тоа што значи грижа за себе. Најпрво ви заблагодарувам што присуствуваме во оваа емисија. Многу убави зборови кажа Снежана, позитивни, како треба да размислуваат пациентите, и јас сум за тој начин на размислување. Значи, кај мене, за разлика од Снежана, двете Снежани и од Ивана, болеста се разви во подоцнен. Мислам, ме диагностицира покасно, не од раѓање. Бев диагностициран на 16 годишна возраст, али првите симптоми ги имав уште од самото раѓање. Јас сум имал симптомите. Не добивав на телесна килажа, бев така слабичок. И покрај тоа што упорно јадев, не добивав килажа. Апетитот си постоеше бидејќи да. И првите знаци што ги почувствував од околината беа дека јас сум слаб и требаше се борам со тоа дека сум слаб, па како да излезам. Меѓутоа тоа беа само некои периоди. Потоа на 14 годишна возраст добив посериозни проблеми со дишните патишта. Наеднаш, после некоја настинка, јас не можев да ги скачувам скалите. И се зачудив, што е работава, зашто не можам толку, што ми се случи наеднаш. Бев на испитување тука во Скопје и се вратив со диагноза како астматичар. Па бев воден како астматичар 2 години, се до тој момент кога добив болки повторно во органите за варење, добив силни болки и наеднаш одново ми направија сите контроли, низ испитување, дури бев пратен и во Србија на повторно испитување, таму ме вратија назад, рекоа направи ги сите испитувања одново и дури тогаш го направив тој потен тест на кој што покажа дека имам цистична фиброза, но многу е важно да се знае дека потниот тест не е главен фактор за да се диагностицира оваа болест. Значи, јас сум ги имал симптомите на таа болест, но не. Меѓутоа не е тој вистинскиот. И после 16 годишна возраст ми кажа дека имам цистична фиброза, најпрво си помислив, окей, имам некоја диагноза, бидејќи цел месец и нешто сум четил без диагноза, реков, што и да е, тоа е се. Ја прифатив, окей, без проблем, позитивно, правев тоа што требаше. Беше напорно, имаше нови некои си третмани кои беа напорни, кои требаше да бидам дисциплиниран, да станувам рано, после училиште исто, пред училиште, да јадам повеќе, да носам ензими со мене. Меѓутоа се до тоа го прифатив најпозитивно. Да, немавте момент на разочарување или Немав моменти на разочарување, значи тоа моменти биле некојаш минимални. Али друштвото, родителите беа расположени, ме прифатија така како што сум. Таа поддршка ми се чини круцијално значење во оваа состојба од околината. Поддршката од околината е едно од најважните. Кои се третманите, доктор, кај нас кои се применуваат и до кој степен на присутност на тие третмани кои им се потребни на овие пациенти сме подготвени, односно ги имаме овде кај нас? Третманот е индивидуален. Кој е третманот? Значи, слушнавте дека со исхраната зимаат секогаш панкреасни ензими. Има околу 10% од пациентите кои имаат се уште остаточна панкреасна функција и немаат потреба од субституционна терапија со панкреасни ензими. Панкреасните ензими, значи, го подобруваат варењето и искористувањето на храната,
така да тие напредуваат добро, добро искористуваат храната. Нутритивната поддршка е многу битна, значи секогаш треба да јадат хиперкалорична храна, богата со масти и протеини. Во однос на белодробната болест, ако рековме дека базичниот основен дефект е нарушеното чистење на дишните патишта од вишокот секрет, значи основно е физикалната терапија со која си помагаат да го искашлат со останатиот секрет, да не заостанува секретот, бидејќи тоа е подлога за развој на инфекциите. Значи, овие пациенти 2 пати дневно, во просек 2 пати дневно, прават физикална терапија. Некој може да прават и повеќе, а некој ни толку. Така да, физикалната терапија со користење на активни техники, кои за жал кај нас има многу малце познавање. Значи, ние праќавме на тренинг сестра за да ги усвои сите тие техники, за да може да им помага на пациентите, за да полесно ги совладаат, претпоставувам. соодветно ги чистат своите дишни патишта. Многу често имаат инхалациона терапија, било тоа да е бронходилататор, муколитик, еден специфичен муколитик инхалираат, антибиотска терапија често инхалираат, посебно пациентите кои имаат развиено веќе хронична инфекција. Така да, тој им одзема доста време, за тоа ќе посведочат и Никола и Ивана, бидејќи дисциплината е многу тешко да се постигне кај една хронична болест, поготово кај млади луѓе кои имаат и многу подруги интереси, тие се студенти, тие сакат да излегуваат со своето друштво, компјутерите им се доста често преокупација и слично, меѓутоа треба голема мотивираност за да они го исполнат целиот тој третман кој може дневно и 2 сата да им одземе. Од другите третмани, антибиотската терапија, значи за контрола на инфекциите, тука би кажала нешто во врска со инфекциите, за кои пред 2 недели се направи една вознемиреност и меѓу самите пациенти заради несоодветното информирање. Во основа овие пациенти се приемчливи кон одредени бактерии, така да поготово псевдомонас, особено, се извинувам, псевдомонас, стафилококот, хемофилус, бурхолдерија цепација, стренотрофомонас, одредени, ние ги велиме CF патогени. Таа приемчливост е нешто што е во природата на болеста. Меѓутоа, наша задача е навремено откривање на тие инфекции, значи и соодветен третман. Ние за среќа имаме антибиотици за третман на најголем број од тие инфекции. Имаме одредени потешкоти, поготово во однос на третирањето на метицилин резистентниот стафилокок, бидејќи одредени антибиотици кои се во прва линија за третирање на овој стафилокок ги немаме. Така да правиме одредени алтернативи, работиме со она што имаме на располагање. Меѓутоа, она што се направи со силна поддршка и на Министерството и на фондот е лековите за инхалациона терапија, без кој денес не може да се замисли водењето на болеста. 2007 влегоа на позитивната листа, така да овие пациенти ги добиваат овие лекови за нивната секојдневна терапија. Која е таа мотивираност за која спомена пред малку докторката, која летера секој ден да пркусите на оние искушенија на конкретно млад човек, нели? Она што е предизвик за секој млад човек да се одвои време за грижа за своето здравје. Која е поголема мотивираност од самиот живот? Токму така. Сакаме да излегуваме со пријателите, да бидеме активни во секој можно поле кое ни е во интерес. Јас некогаш се соочувам со проблеми при спортувањето кога сум под настината и немам енергија доволно. Но не ве ограничува да спортувате во принцип. Да. Спортот е нешто што се потикнува, многу е битно за општата кондиција, а секако и олеснува физикалната терапија. Така. Тогаш се соочувам малку со проблеми
и тогаш практикувам така по повеќе физикална терапија, повеќе вежби, за да можам да се вратам пак во некоја нормала. Инаку во глобала сакам да спортувам. Одам често и на скијање, најмногу заради моето здравје, нели? Да. И мислам дека со овие третмани кои ги имаме се одржуваме во добра форма. Размислувате околу родителството и што кога би дошле во ситуација, нели, да станете родители? Вие таа дилема се консултирате со докторката што и како, посебно еве. Мајчинството е секогаш провокација, иако вие се уште рано. Да. Да, во последно време се заинтересирав и за таа тема. Кога последен пат бев и на гинеколог, разговарав и со гинекологот. Тој имаш исто прилично добро знаење за мојата состојба, без јас да му објаснувам каква е состојбата. И ми кажа дека сето тоа е возможно. Па така сега Сега е полесно, нели? Кога да. Сега малку е полесно, да. Но се уште е рано да размислувам на таа тема. Никола, вие сте вака повозрасен, па може би да. Потешкото е од другата страна, како да му објасниш на твојот партнер Да. свати вистински, бидејќи сепак Кога ќе споменете прво дека се медицината- работи за ген кој е наследен, сигурно дека ќе има можеби. Генетска болест одма си помислува дека за тоа нема лек. Но не треба така да размислува. Медицината се менува секој ден. Така да не значи дека кога денес нема лек, утре дека пак ќе нема. Посебно во последниве години се вложува толку во тоа истражување. Повеќето научници се стремат да се вработат во Многу такви. се работи на генетска терапија за цистична фиброза. И минатата година за прв пат излезе на пазарот еден лек, Калидеко, кој што представува генетска терапија, иако само за извесен број од болните со цистична фиброза со одредена, значи со одреден ген, тоа професорката еве подобро ќе може да го објасни, таков генотип кај нашите пациенти се уште нема, меѓутоа тоа не значи дека тука ќе запрат истражувањата, туку напротив се оди сега уште позабрзано напред, се повеќе компании се вклучуваат сега на полето на истражување на ваков тип на лекови, така да објективно е да се очекува дека наскоро ќе се најде и генетска терапија за оваа болест. Што значи докторка, да, постручно? Значи, истражувањата во третманот на цистична фиброза се влезени во една нова фаза. За прв пат во историјата на болеста може да зборуваме за потенцијална фармаколошка терапија, која ќе делува на базичниот дефект, на она што е основен дефект. Значи, оваа мутација, тоа е третата класа на мутација, за која е најден лекот, да речам, Ивокатор или Калидеко, она што го спомна Снежана. Значи, тоа е посебен тип на мутација, кај кој протеинот се синтетизира и тој е инсерциран во клетката, меѓутоа нарушена е неговата функција на отварање, регулаторната функција. Значи, со помош на оваа терапија се постигнува отварање на каналот и негово нормално функционирање. Така да првите резултати се нешто, како да кажам, тоа се навистина импозантни резултати во однос на подобрување на белодробната функција, дури намалување и губење на потребата од субституција со панкреасни ензими. Она што е очекување на целиот свет, мислам на целата популација, е да се изнајде лек, тоа е така наречен коректор, за најчестата мутација, тоа е F508 делеција, која ја носат околу 70% од пациентите со цистична фиброза и која ќе овозможи, значи, протеинот кој нормално се синтетизира и кој се задржува во клетката, бидејќи е нарушено неговото процесуирање до мембраната, да со помош на оваа терапија се постигне, значи, нормално инсецирање на протеинот во клетката. Тоа сигурно ќе биде комбинирана терапија. Истражувањата се влезени во една втора или трета фаза.
Меѓутоа, она што треба да бидеме објективни, кога оваа терапија ќе биде достапна, тоа е исклучително скапа терапија, така да верувам дека иднината ќе довнесе подобар третман, односно базичен третман на болеста, бидејќи целиот овој третман, ние што го спроведуваме, е практично симптоматски третман. Ние влијаеме на симптомите, на подобрување, мислам, симптомите на болести, подобрување на квалитетот на животот на болните. Би влијаело многу поинаку. Базичниот е она што значи лекување на болеста. И треба да сме оптимисти дека тој третман ќе биде. Околу финансиите ќе биде нова борба, но сепак тоа нека се дојде затоа потоа што се вели предизвик плюс. Кој ви е оној животен предизвик на кој се гледате вака подолгорочно? Што е нешто сакате да си го направите во вашиот живот? Кој е правецот кој сега ви е битен да си го исполните, да си го трасирате патот, во кој правец? Јас и на неколку наврати другарите ми зборуваат дека живеам со 300 на сат. Гледам да бидам многу активна. Не сакам да губам дел од моментите кои ги имам сега. Знаете да се радувате на многу мали нешта за кои околината можеби не реагира? Да, јас во глобала сум и позитивна и радосна. И ме исполнува кога правам некои работи како спорт или пишување поезија некогаш. И глумење по домата 100%. Вежбање за додека дојде моментот. Вистинската улога. И сакам сега во иднина, планирам барем да ги поврзам двете работи кои најмногу ги сакам, антропологијата и театарот, во театарска антропологија. Супер. Но се уште не знам за тоа. Има време. Една причина плюс за да се видиме и да разговараме. Никола? И јас моментално што сакам е да успеам во проектот што го работам моментално. Па потоа да прошетам надвор низ другиве земји. Комуницирате со останатите кои имаат цистична фиброза, се наоѓате по пат на напреднатата технологија. Кои што разменуваме искуства, мани, се мотивираме самите себе си како да се изводиш од потешка ситуација. Значи сакам да прошетам, да видам како е во другите земји, па да можам да споредам со нашата држава. Чисто нека да се прошетам. Да, убаво е да отвара тоа некои нови видици. Мајки, вашите видици и видувања кои се во иднина, делувате многу храбро и позитивно секоја чест. И кој е патот кој сакате, еве, или од што сте најзадоволни од она досега постигнатото со вашите деца и на кои моменти сакате да им кажете понатаму за животот? Животот на нашите деца е предизвик прво за нив самите, после тоа предизвик за нас. Јас верувам дека медицината ќе оди напред и со внатрешната сила духовна кој што ја имаат и они, кој што ние им помагаме да се подигне, дека ќе чекорат напред и ќе имаат еден квалитетен живот како и сите други луѓе. Најнормално и ќе бидеме и ние, се надевам, и баби и така натаму со. Ке ви го арчиме времето, да, потребни сте ни тоа како. Баба сервис, незаменлив е. Снежана? Се разбира, јас прво како родител посакувам моето дете да биде долго време здраво, да биде долговечно, се разбира, да биде вакво среќно, весело и насмејано како што е до сега. Како председател на Сдруженијето и како мајка во исто време. Посакувам да продолжи одличната соработка која што ја имаме со здравствените институции во земјава во моментов. Посакувам да се остварат сите цели кои што Сдруженијето ги има зацртано пред себе. Би сакала да ги напоменам, значи пред нас е реализацијата на еден од најголемите проекти на Сдруженијето, тоа е иницијативата за изградба на Европски центар за деца и возрастни со цистична фиброза кај нас, до едукација на медицински персонал и вработување на физиотерапевт во центарот. Тоа ќе овозможи, значи тој центар секако ќе значи уште подобар третман, посоодветен третман на овие болни, така да очекуваме дека во наредниот период после изградбата на овој центар здравствената состојба на сегашните пациенти и на новодиагностицираните пациенти ќе биде многу подобра.
Понатаму би сакала да исто така да потенцирам дека еден важен проект се надевам ќе го реализираме во истава насока. Ние изработката на Европскиот регистар за цистична фиброза, кој што го работиме со Фондот за здравство, Клиниката за детски болести и Дирекцијата за заштита на лични податоци. Понатаму се надевам дека ќе се подигне јавната свест со емисии како вашава, ќе ја подигнеме јавната свест. Ова е една од емисиите за постоењето на оваа болест, дека се поголем број на луѓе ќе ги добијат основните информации за тоа кои се тие базични симптоми кои што ги има дечињата со цистична фиброза, дека мајките во многу рана возраст, детска возраст ќе ги препознаат тие симптоми кај своите деца, доколку ги има се разбира, дека ќе поразговараат со матичните педиатри и дека децата на време пред да започнат сериозните компликации на болеста ќе бидат упатени во Центарот за цистична фиброза и ќе добијат навремен третман и правилен третман, што ќе им овозможи многу полесно да ги поминуваат деновите од својот живот и да бидат многу посрекни и позадоволни. Една убава енергија, мислам дека расширивме заради позитивноста со која вие си функционирате и со која ние донесовте информацијата околу цистичната фиброза. Ми останува од срце да ви се заблагодарам за отвореноста, за искрените животни приказни кои си ги носите, а несебично вечерва ги споделивте со нас, да те видиме на некој филмско платно, ке те личи. Успех со проектот кој го споменавте, се разбира во сите животни предизвици кои ви доаѓаат, како мајки горди да си бидете на своите потомци, потомците по нив кои ќе ви доаѓаат и успешни во она што сте го замислиле во реализација за подигнување на свеста кај луѓето за цистичната фиброза, успеси во проектите медицината кои треба да ни ги донесе. Една од работите која можеби може да не донесе до повеќе информации, книгата која вие издадовте Цистична фиброза од базичен дефект до болест, за оние кои можеби малку подетално сакаат да навлезат во истата проблематика. Оние останатите само би рекла на крајот, можеби оние кои имаат во неблиското семејство или имаат цистична фиброза, не треба да се срамиме од ниту една состојба. Се може да се случи, треба со окрената глава понатаму во животот, а оние останатите нека се информираат малку повеќе пред да судат или пред да доаѓаат до било какви заклучоци. Тоа би било големо благодарам од сите оние кои имаат цистичната фиброза на крајот. Ви благодарам за присуството. Повелете, имате нешто за крај, чувствувам. Да, благодараме ве за отстапеното дополнително време, меѓутоа секако во оваа насока во која претходно говорев, би сакала да истакнам дека Сдруженијето наскоро ќе ги во соработка со Фондот на Република Македонија ќе ги распредели овие водичи за цистична фиброза кај сите матични педиатри во насока, значи за подигнување на оваа јавна свест околу болеста и би сакала да кажам дека Сдруженијето во интерес на пациентите, меѓутоа во интерес и на пошироката популација и на современите текови, европски текови околу информирањето на пошироката јавност околу употребата и намалување на употребата на антибиотската терапија, направи и изработи два постери. Едниот наменет за одделот за цистична фиброза и тој постер е наменет пред се на пациентите и на родителите и дава инструкции како тие треба да се однесуваат при посета на болница, да се заштитат себе си од несакани дополнителни инфекции. Другиот постер е наменет за сите клинички центри во Република Македонија. Фондот за здравствено осигурување ќе го распредели во клиничките центри и во болниците и тој е наменет значи за пошироката популација, луѓето кои од одредени потреби мораат да ги посетат болниците, значи да можат да видат како и тие и кои мерки треба да ги преземат за да се заштитат од несакани бактериски инфекции или бактерии кои вообичаено ги има во болниците, не само во нашите и во европските болници. Меѓутоа таму такви постери одамна се дистрибуирани и постојат. Еве сега ова е новина и за нашите луѓе и нашата популација. Уште еднаш ви благодарам и ова нека биде прво од нашите видувања и вашето гостување на оваа тема која и понатаму ќе третираме, бидејќи пак ќе речем има простор за уште многу разговор, доктор Ханели, и многу информации кои треба во јавноста да ги пласираме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.